Под слоганот «Од сон до реалност за вечност», денеска со повеќе активности во организација на владата се одбележаа 34 години од прогласувањето Денот на независноста 8 септември на Република Македонија. На обраќањето по овој повод премиерот Кристијан Мицкоски нагласи: 8 септември не е само символичен датум, туку момент на историска пресвртница за нашиот народ, за граѓаните. Нашата татковина има иднина и сите ние мораме да придонесеме. Јасно да зборуваме за работите кои се закана за нашето општество. Мораме да ја кажеме вестината. За жал, не има се помалку и ова е колективна одговорност. Само со здрава економија можеме да им понудиме на младите перспектива за побогат и достоинствен живот дома. Наредната година ќе биде исто така година на економски успеси и реално подобар животен стандард. Денес пред нас стојат големи предизвици, но и големи можности. Економијата закрепнува, нови инвестиции отвараат нови работни места, а стандардот на граѓаните постепено се подобрува. Честитки по повод Денот на независноста упатија и председателката Гордана Сињановска-Давкова, председателите на СДСМ и ЗНАМ Венко Филипче и Максим Димитриевски, како и многу други политички представници и асоцијации. Само во европски амбиент се креира европска иднина. Не сум се откажала и никогаш нема да се откажам од македонските национални интереси. Мора да продолжиме да ги реафирмираме и да се бориме за нив дома и надвор, во европските и меѓународни институции, на правен и политички демократски начин, подсетувајќи се и повикувајќи се на националното и меѓународното право на 8 септември. Напиша меѓу другото председателката Сињановска-Давкова. Државата е на граѓаните. Таа е нашиот дом. Нашиот дом е нашето семејство, но и нашето мало, нашата општина, нашата заедница. За нашиот дом мора да се бориме сите. Македонија е на тие што се борат со животот и во животот секој ден. На тие што се грижат за своите блиски, што работат, што плаќаат даноци, што не бараат привилегии. Македонија е и на тие што остана овде и на тие што заминаа, ама не заборави. Мораме да ја чуваме оваа држава затоа што немаме друга. Сакам да им порачам на власта, ова е земја на сите, за сите. Не е само ваша, повикувам на политичко и државничко свестување. Овој историски ден не подсетува на одлуката и храброста на граѓаните кои пред 34 години избраа да ја градат својата иднина во самостојна и суверена држава. Нашата обврска денес е да продолжиме со истата посветеност, да создаваме подобро, поправедно и поуспешно општество за идните генерации. Се обрати Димитриевски.